Почитувани гледачи, добро утро. Ова е нашата петочна емисија после серија на празници што го одбележуваат јануари. И време е за Андоновиќ, кој што ќе не запознае со она што се случува пред се на Балканот, но мислам дека може да најдеме нешто што е интересно што се случува во светот. Оти изгледа дека само тука на Балканот врие малку во Украина, а на подалечниот исток и запад се е мирно. Андоновиќ, дали е така или има приказни надворот? Тој избор прилично на Балканот, но малку и во Украина е малку е така новинарски. Треба да е обратно ствари. Да, треба да е обратно. На Балканот не врие, но се случуваат процеси кои 30 години веќе оној процес на распаѓање на онаа држава во која и ти живеевме и сме родени. СФРЈ денеска земјите на Квинтата, амбасадорите на земјите на Квинта, тоа се оние 5 земји: САД, Велика Британија, Германија, Италија, Франција, Европска Унија, тие се земји кои со Белград преговараат и Приштина за постигнување на конечниот статус на Косово. Денеска доаѓаат во Белград. Пред нивното доаѓање претседателот Вучич излезе со една во негов стил изјава каде што рече дека Србија се соочува со најтешки мигови во поновата историја, или во превод очигледно овие земји, односно амбасадори, денеска треба да го конечно да го притиснат Вучич да го смени својот став околу Косово, за возврат Приштина ќе биде притисната да го смени својот став околу Белград, или да дозволи формирање на тие така наречени српски заедница на српски општини, а веројатно Вучич, јас сега можам да шпекулирам, нема никаде, но според неговите изјави како да е притиснат во зид и ќе мора очигледно некако да го признаат Косово. Ќе видиме како сето тоа ќе оди и како тоа, доколку го одлучи раководството во Белград, ќе го соопшти на луѓето. Во меѓувреме трае... Андоновиќ, извини, твое лично мислење. И Курти и Вучич, со што може меѓународната заедница да ги притисне? Што им виси над глава или каква перспектива очекуваат тие за да може да прифатат било каков притисок? Па Приштина може да речат не прифаќаме ништо. Приштина очекува евроатлантска перспектива. Белград и Србија европска перспектива, да кажеме дека НАТО не ги па добро, после се она што се случи, веројатно е премногу рано да размислуваат за НАТО. Макар што не се сомневам дека и тоа ќе дојде, ќе потсетам и Јапонија беше од онаа страна и беше бомбардирана со атомско оружје, па сега е со Соединетите Американски држави. Германија беше. Има со што да се притисне. Има со што да се притиснат. Некој не сака да биде нешто што. Јас сум можеби досаден овие анализи, но секогаш зборувам косовската криза сите овие години беше таква каква што беше, но со војната во Украина доби една друга димензија. Не знам колку следеше изминатиот период, јас за тоа изборував за присуството на Вагнер во Србија, каде што излегува многу блогови на крајот на краиштата на Телеграм, каде што се регрутираат луѓе од Србија за потребите на Вагнер во Украина, но и присуство на Вагнер, а една од причините беше оние протести и блокади на Косово, каде што покрај србите кои протестира, имаше една група која извикуваше погрдни зборови за Вучич, дека ги предал интересите на Косово и носа руско знаме, што беше оценето од западните разузнавачки служби дека се тоа луѓето на Вагнер групацијата. Тие се докажа таму, тие да тренираат во Србија или не? Не. Дали имаше некој изјава од тие дека и македонци имало? Има, да, имаше и видеа. Јас повторно ќе кажем, има на Телеграм постојат двајца или тројца срби кои се подолго време во Украина, кои се бореле од страната на русите уште од 2014 во Донбас, и сега се тие оние кои ги прават тие, да кажеме, собирни центри во Русија, од каде што луѓето кои сакаат да одат во војна, одат на обука, и тие што ќе го поминат оној филтер потребен на обука, на физичка подготвеност и тоа, одат по тоа да се борат од страната на русите. Имало и македонци, но имало и хрвати, и црногорци, така да тоа е оно што можеме да го видиме по социјалните медии. Веројатно и на едната и на другата страна има. Има, да, и од Украина кој како политички чувствува дека и Украина ги има, меѓутоа јас го зборувам ова другото бидејќи можевме да го видиме на
на овие телеграм канали, каде што изминатиот период ги немаше, овие не беа отворени, ги немаше на интернет да можеш да ги видиш. Сега почна да излегуваат, што е само доказ дека продолжува онаа војна со информации. Дали е вистина, дали не е вистина, ќе се оградам бидејќи не знам, но гледам дека се дигна голема прашина, особено улогата на Пригожин, улогата на Вагнер група, која се конфронтираше со регуларните руски генерали во Кремљ. Од друга страна, на големо мобилизираат луѓе по потреба. Што сака да напрати, како, не знам, а Пригожин е човек кој беше човек од доверба на Путин, сега се шпекулира дека незадоволен од сето ова што се случува, дека дури се најавува дека има некои политички амбиции, па се оди дотамо дека би сакал да го смени Путин или она од наше време стрипот изног од Калиф уместо Калиф. Не треба многу да посакува, затоа што добро, сите што сакале да го заменат Путин а биле во опозиција до сега. До сега не завршувале политички и физички славно. Војна има таму. Она што исто така весна од вчера, особено, што морам да го кажам, иако нели зборувавме дека Украина веќе досадна како тема секој ден, но мораме да кажеме дека 9 земји одлучија да испорачат на Украина тешко вооружување, артилериски орудија, ракетни системи, борбени возила и тенкови, но сега има проблем помеѓу сојузниците во НАТО, имено Германија е притисната да испорача оние тенкови Леопард 2. Британија најавува челенџери дека ќе испрати но мал број, но САД одбиваат да ги испратат тешките тенкови Абрамс и доаѓа до еден конфликт помеѓу сојузниците, зошто ние да испорачаме, а вие не ќе да испорачаме. Затоа што САД е НАТО, можда. Не знам, но знам дека САД сега за сега одбиваат да им испорачат на украинците тешки тенкови. Дали се плашат дека можеби на теренот нема да се покажат. Од друга страна и русите имаат некои своји нови тенкови кои исто така се воздржани да ги испорачат. Елиминацијот петок најавувавме дека голема концентрација на тенкови е тоа без не од најновите тенкови, како да ги чуваат во се уште ги чуваат адутите за... Мора да ги пробаат негде. Сега ако не тука, ама јавноста е голема, што велиш, па очите се отворени, ако не ја извршат функцијата за која што се наменети. Џабе ги имаат. Не џабе, ама знаете сега како е за Русија се говореше и супермоќна сила, избегува дека на војна, конвенционална војна не е толку моќна. Сега може би американците. Тие се плашат дека со таквото вооружување. Сите се моќни со атомско вооружување. Јас имам впечаток, Љубиша, дека и Европа, и САД, и Русија се на измак на сили со залихи на оружје, амуниција и сето тоа. Ова премногу трае, многу се трошат и куршуми, и ракети, и гориво, и се. Мислам дека ниедно од овие сите држави што се вметнати во оваа војна не може да се пофала дека имаат доволно резерви. Да, може, ама знаете, во тоа па многу пари одат во наоружувањето. Вооружување ништо не е бесконечно како... Се е економија, војната е голема економија, голем бизнес. Но мора да има и ресурси. Мора да има и ресурси од што ќе ги правиш. Ако имаш пари, ако немаш доволно материјали за тие. Сега, ние шпекулираме, јас и ти разговараме нешто можеби на памет малку, но фактот е дека премногу трае војнава, можам да ги читам двете страни како и самите европјани веќе предупредуваат, не можеме веќе да ви испраќаме оружје, немаме магазините ни се празни. Единствена стреќа што малку паднаа цените на берзата на газот и на нафтата и дека остана не се веќе не е Европа толку зависна од руските енергенци како што беше. Добро, и зимата се погоди. Зимата се погоди, односно нема одеше во прилог на Путин во своите најави. Ќе видиме тоа, веројатно ќе трае проценките, ја повторно ќе кажем, според проценките до декември 2023 е планирана војнава да трае. Што тоа значи ќе видиме на ред. Друго што има во белиот свет? Па она што треба повторно да го вратиме како ехо од пред 2 години, се случува во исто време, значи у јануари, како што се случи 2020, подсетиме, или 19 е така наречениот ковид. Зошто го велам така наречен? Бидејќи сега сме сведоци сите ние на некакви вирози. Дури и самиот бев. Ти добар си? Да, и јас бев 2 пати настинат. Ама не знаеме. И сега вирусче, и да сите ни кажат дека е тоа вироза. Вирусче, да се случеше пред 2 години,
ке бевме сите веќе инкриминирани дека сме ковид. Што се случува? Се случува дека Кина, земјата од каде што тргна ковидот пред 2 години во ова време, повторно пријавува рекорден број на ново заразени, нешто што една држава како Кина, која е релативно затворена и релативно беше обвинувана од Западот во минатото дека криела дека има ковид, сега многу транспарентно излегува и вели дека во Кина е зголемен, многу зголемен бројот на заразени од ковид, што ме од што стравувам дека кога тие велат дека се многу заразени, кој знае што се случува, особено што кинезите и нивниот личен стандард им дозволува многу да се движат и да шетаат низ светот, особено во Европа и особено што во овој период тие се многу раздвижени. Од која верзија се? Не, само се вели ковид, но веројатно е оној кракен, новиот. Бидејќи ние не можеме да го измислиме. Сигурно тие го измислиле, така да мене се ова ми делува како што трга, дали се поклопуваат работите со истиот тајминг и периодот пред 2 години кога влеговме во она пандемија, дека во исто време од Кина повторно почнува да се зголемува бројот на ново заразени, ќе видиме што ќе биде, и овие климатски промени се малку чудни, бидејќи вирусите у јануари се навикнати да е ладно и да умираат, а сега е топло и тие продолжуваат да вираат, но ти имаш гостин компетентна личност, па ќе објасни дали ова се што го збориме јас и ти има некаква логика. А на запад што има? Има во САД и таму има зголемен број на заболени, колку што знам од надворешната политика. Не може да нема зголемен број на заболени, но не име се уште на главна вест на тикерите. Јас ќе кажам повторно, Западот е опседнат во моментов со Украина, опседнат е со ова надмудрување и војна со Русија. И мислам дека ковидот веројатно следна недела ќе дојде на репертоар ако продолжи тоа така. Адојш, благодарам за овие информации, како што самиот најави. Наш следен гостин е доктор Златен Мехмедовиќ, ќе поразговараме на оваа тема околу грипот, настинките и ковидот. Благодарам за сега, мала пауза, па продолжуваме со останатите содржини во Тенски печат.